спас со топлото време и високите температури, голем број граѓани освен покрај вода бараат и на планина. За нив особено атрактивен е Пелистер, кој со своите убавини привлекува посетители од целиот свет. Со цел превентивно да се делува во насока на заштита на пошумените подрачја од евентуални опожарувања, како изминативе години, така и годинава. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе забрана за движење на лицата на териториите со шумски појаси во период од 7 до 17 часот. Од тие причини за било каква посета на Националниот парк Пелистер, потребно е да се има дозвола, која може да се извади на самата наплатна рампа или во Националниот парк Пелистер. Намерата е што повеќе луѓе да може да го видат Националниот парк и покрај проблемите со забраната. Сите тие ги информираме и ги упатуваме на тоа да не излегуваат надвор од патеките кои се одбележани за таа намена и да се движат по оние делови каде што е дозволено движењето. Значи да не залутуваат во шума, да не кампираат, да не палат огнови, да не се палат скари и така натаму, што значи тоа е редовната постапка која ние и онака ја спроведуваме. За непочитување на одредбите од забраната за движење без дозволи се предвидува глоба во износ од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Сметаме дека доколку тие луѓе не се наоѓаат во забранет простор, се наоѓаат на патеките, се дошле порано пред да почне со работа, да речеме нашата рампа и така натаму, дека со разговор и со опомена би требало да се реши прашањето. Од Националниот парк Пелистер исто така препорачуваат оние што одат на Пелистер за прв пат да користат лиценцирани водичи, бидејќи во минатото во неколку наврати се случувало странци привлечени од убавините на оваа планина да се загубат на Пелистер.